обемно прашање во поглед на тоа дека само перцепцијата е дека само гасиме пожари, но не е така, има и други работи. Технички интервенции, сообраќајни несреќи, спасување на домашни меленичиња, како кучиња, мачиња и останати домашни меленичиња кои што ги имаат жителите на град Скопје. Па стремиме кон Европа и европските вредности и кај нас во градот многу гледањето на филмови и сите тие попратни работи кои што се Бројот 193 го имаат на увид и на вртење одма за спасување на мачиња или на кучиња. Па долгомесечна обука со долгогодишно натамошно искуство за да стане професионален пожарникар минимум 5 до 6 години. Што се очекува да ги прати по старите и да го следи искуството на старите и да учи од нив повеќе и да биде присутен на оние интервенции кај што може стварно да научи нешто и да види како иде постапката и гасењето. Традиција. Значи, станува збор овде традиционално. Мојот родител татко ми беше пожарникар од далечните 65 години, командант до 2001 година овде, така да традицијата продолжува. Тешко прашање ова за тоа, значи по самото име дека сме ние пожарникари не значи дека како раководна структура командант дека не одиме на пожар или дека не учествуваме во гасење пожар, нас ни и обврската за поголеми пожари. Да, сум бил во оган и на отворен и на затворен простор, се зависно како треба да, што се случува. Има една голема висока температура, ако веќе станува збор за пожари во урбани средини или во станови. Има една голема температура, има голема концентрација на чад, која што буквално не дозволува ни да се видите, ни да се разминете. Едноставно само по светлата во батериите се разпознаваме и по флуоресцентните ленти кои што ги имаме на јакните и на униформите и барањето на луѓе кои што треба да ги спасиме или да ги евакуираме и да ги решиме. Па си имаме ние искуство и си имаме ние од она што сме го учели или она што сме го гледали, она што сме гледаме на настани кои што се случуваат, значи кај што опожарениот објект или опожареното место кај што има најголемо опожарување, кај што е најголема концентрација на температура, буквално поцрнува све, едноставно тој дел е највише црни. Сега ако гледате дека негде пожарот веќе доаѓал пред крајот на фазата на гасење или оној дел на локализирање, остануваат делови кои што се здрави, кои што се, да речеме, полу зафатени од пожар, полу не, значи тука веќе завршува пожарот, ама делот кај што е неопожарен или оној дел на, што го викаме ние, од стручен аспект пепелиште, збориме, тука е постигната најголемата температура и тука е моментот на причината на настанувањето на пожарот. Па има доста комплицирани случаи во последниве неколку години. Околу пожарите можам да кажам најкомплициран беше 2019 во Кисела вода, каде што имавме стамбен објект, каде што повеќе наши граѓани со граѓани од Скопје, 14 души беа заглавени на 6 и на 7 спрат. Евакуацијата траеше скоро комплетната цела операција фактички траеше повеќе од 4 часа со нивно спасување и евакуирање. Надвор од пожарна автобусот Дурмотурс, интервенцијата на автобусот Дурмотурс, земјотресот во Драч, каде што бевме исто како екипа. Оваа година комплициран пожар рофтопот на ресторан Рагуза и повеќе пожари кои што се случија во текот на оваа година во градот Скопје има, ама све беа брзо и ефикасно интервенирани за да не дојде до поголема материјална штета. Знаете како кај нас граѓаните више не очекуваат дека ние сме во последниве неколку години малце по-професионални во смисла на поприсутни меѓу медиумите, меѓу новинарите и малце поише добивме на нови публицитет. И кога граѓаните ќе се јават на бројот 193, мислат дека со самото спуштање на телефонот, самиот граѓанин кој го спушти телефонот 193, мисли дека пред него одмак се појави пожарникарот. Значи, затоа рековме ние гравитираме со 5 подцентри на Скопје и можете да замислите дека
препреките со кои што се соочуваме, зашто ние сепак не доаѓаме дали со некои возила кои што се лесни или кои што може да напоменеме, значи станува збор за возење на камион кој што е голем, кој што носи 6 до 8 тона вода, некогаш и 10, зависи со кој се води. И на него му треба простори да влезе и да помине на улица, да знаеме каков е сообраќајот во градот.